Здраво дечки, како сте? Јас сум Стефан и добро дојдовте назад во уште едно видео. Во ова видео ќе ви кажам 10 работи кои јас ги правам, а за повеќето тоа е чудно. Па, ајде да почнеме. Многу луѓе се чудат кога ќе ме слушнат, кога ќе кажам дека не јадам благо бидејќи сепак сите го обожаваат благото, но тоа не важи за мене. Второто нешто го имам кажано многу пати на различни платформи е тоа дека сум интроверт. Многу луѓе се прашуваат како може да си јутубер, тиктокер, активен сум на сите социјални мрежи што постојат, а сепак сум интроверт. Многу е полесно на пример да седнеш да збориш со камера, каде што се гледаш сами од себе си, отколку да седнеш со човек кој не го познаваш и да го запознаеш. Но откако ќе се запознаеме, јас не можам да престанам да зборам. Третото нешто е дека сум перфекционист. Многу луѓе ми викаат да пада девица си во хороскоп, не знам, подзнак девица сум бил и тоа значело дека многу перфекционист сум. Не верувам многу во хороскоп. Имам прочитано 2-3 пати хороскоп, имам прочитано дека девиците се многу перфекционисти, сакаат се под линија да држат, што е точно за мене. Јас сакам се да е чисто, се под линија, немам OCD, сакам се да е средено, неќам да е прљаво и сакам се да е по моје. Четвртото нешто, повеќе ми одговара да зборувам на англиски, размислувам на англиски отколку на македонски. Не знам зашто, изгледа дека 5 години веќе снимам на YouTube на англиски, па самото размислување ми е префрлено на англиски. Истото и со зборувањето, некогаш кога не можам да се доискажам на македонски, менувам на англиски и се доискажувам на англиски. Петото нешто, некои ме прават луд за ова, имам измислено своја азбука кој јас ја знам и неколку деца од клас ја знаат. Азбукава ја направив што ми беше досадно, ми требаше начин со другарите од школа да зборуваме без некој друг да разбере за што зборуваме. Ако не ми верувате, еве ви доказ. Јас можам да прочитам. Шестото нешто што е супер нешто. Знам 4 јазици, македонски, англиски, српски, германски и знам уште еден измислен јазик кој го користиме јас и сестра ми, братучедите, другарите, кога не сакаме некој да не ја разбере. Бидејќи сега секој знае англиски, секој знае германски, српски. Многу полесно ни беше да се измислиме свој јазик, го викаме андер. Поточно, не учествував многу во измислувањето на јазикот, но го користам уште, не знам колку луѓе го користат. Знам дека бевме прво сети накои го користеа, но сега сме многу повеќе и не знам дали уште го памтат тој јазик основачите. Следното нешто можам да го поврзам со тоа дека сум интроверт, не сакам да излегувам надвор, многу е чудно бидејќи сум тинејџер, треба да излегувам надвор, сам сега со коронава нема каде да излегувам. Мене ми одговара дома да седам, да гледам серии, филмови, да седам со фамилијата, да играме карти, нешто. Може и со другари да седиме филмови, да гледаме карти, да играме, но сакам дома да сум, не сакам да сум надвор некаде. Следново нешто го видов од TikTok, мислев дека е најнормално. Имам aphantasia, не знам како е преводот на македонски, но тоа е кога не можеш да замислуваш работи. Например, некој ќе ти каже замисли зелен слон и ти го замислуваш зелениот слон, но јас не можам да го замислам тоа. Знам како изгледа слонот, но не гледам некоја слика како што другите гледаат. Деветото нешто е тоа дека сакам промена. Например, сега половина година сум овдека горе во канцеларијата, а половина година сум доле во мојата соба. Бидејќи не можам да поднесам да седам на едно место подолго време, не можам да поднесам кога собата ми е наместена како што е сега и да остане така до крајот на животот. Не сакам, јас ја преместувам собата на секој 2-3 месеци. И последното нешто е дека не верувам на никого. Сите кои ми кажале дека не веруваат на никого, секад испаднало дека веруваат на своите родители, на најблиските другари, брат, сестра, братучеди, но јас не верувам на никого. Имам многу работи кои ги немам споделено со мојата фамилија, ни со другари, ни со братучеди, со никого, што изгледа и така ќе остане. Многу луѓе ми викаат дека не верувам на никого, бидејќи, например, на некого ќе му се доверам со некоја тајна и тој за 2 минути ќе ја издаде. И така не верувам сега на никого, последица од детството ова изгледа. Па тоа е тоа за ова видео, дечки, се надевам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, не заборавајте да оставите лайк, да го споделите ова видео со вашите пријатели и се гледаме во наредното. Чао!